Пред само 2 дена излезе од печат новата книга на авторката Славица Цветкова од Кочани под наслов Песна од грло медено. Ова е нејзина 9-та самостојна книга, а како коавтор Цветкова се јавува во други 5 книги. Во новиот публицистички труд на Цветкова се застапени изворни народни песни од 14 населени места во општината Чешиново Облешево. Песните се запишувани од лица кои некоја живееле во тие села или кои што живеат денес во тие селски населби. Покрај на македонски јазик, книгата содржи и песни на влашки и српски јазик. Во неа се поместени 80 лирски и епски песни, а рецензенти се професорите Иван Котев, фолклорист и собирач на народното творештво од Струмица, и магистер Љупка Стојменова од Кочани, голем ентузијаст која неуморно работи на популаризација на македонската литература, особено помеѓу младите. Книгата ја работев скоро 2 години, а дел од песните имав запишано уште во текот на моите истражувања за монографиите кои ги објавив за селата Теранци, Кучичино, Чифлик и Облешево. Чувствував еден долг кон тие информатори од тоа време, кога ги правев монографиите, од кои за жал некои веќе се починати. Дојдов на идеја да направам една книга посебна со песни. Значи, истражував, нови истражувања направив и ја создадов оваа книга. Морам јавно да се заблагодарам на Димко Наков, поранешен директор во Руен во Кочани, за неговата помош околу препевот на влашките песни и всушност собирањето на влашките песни, на сочувањето на информаторите. Во оваа книга не се само запишани песните. Значи, направена е по еден друг принцип, за разлика од досегашните. Покрај податоците за социјогеографските карактеристики на селата во општината Чешиново Облешево, давам податоци за општината Чешиново Облешево, давам начинот на пеење на народните песни, на запишаните народни песни, со кои музички инструменти се исполнувале, како и за елементите на народната носија, што е користена во времето на пеењето на песните. Покрај секоја песна имам податоци за селото, имам за информаторите, податоци од каде се, како се, од која националност се, потоа давам податоци од каде ја слушнале песната, од каде ја запаметиле, во кои пригоди се пеела песната, значи за сите тие песни. Споменати се и културно-уметнички друштва што во тоа време постоеле во општината Чешиново Облешево. За да ја создаде оваа книга, Цветкова покрај теренските истражувања ги користела и електронските медиуми заради контакт со жители од селото Лепопелци, кое сега е раселено, а жителите живеат во Скопје. Па со нив Цветкова закажувала средби, контактирала преку интернет, а оствариле и контакт на влашкиот фестивал на Пониква, што се одржуваше секоја година. Цветкова вели дека за цело време малку со несигурност пристапувала кон пишување на книгата, бидејќи постоел стравот дека нема да собере доволен број песни. Но кога започнала со истражување, се изненадила од желбата на селаните и луѓето кои сакале да кажат повеќе и повеќе за се што требало да се каже, и таа ги запишувала текстуално. Цветкова се надева дека песните ќе добијат и мелодиски линии во иднина. Книгата на крајот содржи речник на непознати и помалку познати зборови, како и регистер на географските и личните имења на информаторите. Со оваа книга Цветкова, освен обврската која имала кон повозрасните информатори, сакала да инспирира и нови истражувачи да го запишат ова богатство и да го остават за генерациите по нив. Со книгата Цветкова дава скромен придонес кон зачувување на дел од културното наследство како важен сегмент од историјата на нашето опстојување и идентитет.